Добар ден, мили мои, добро дојдовте во мојот канал Животот со баба или Life with Grandma. Денеска ќе правиме една многу убава пита бурек, но претходно за да ја направиме питата, потребно да испржиме мелено месо. За да биде месото повкусно и бурекот, ни е потребно, јас изробив 4 главички средна големина. И сега ќе го пропржиме кромидо. Тука ми е месото. Јас редовно, драги мои, месото мелено го мием. Не да го мием низ цедалки, него ќе пуштим вода и со стискање мало на месото. Овдека имам пола-пола. Месото ми е пола говедско, пола свинско. Така ќе го пржиме додека добие златно жолта боја. Еве месото добива златна жолта боја. Кромидо, извините, јас месото. И сега ќе го додадеме мелено месо. Овдека имам околу 700 грама мелено месо. Порцијата прилично е поголема што ќе го правам и затоа е убаво вака да се сведени. Знаете, месото мелено е повкусно кога има кромидче, бибер повише. Значи половина овдека имам, половина говедско, половина свинско месото. Така убаво ќе измешаме. Сега ќе додадем вегета. Ќе додадем и бибер или црн пипер, како некој што вика. Што поубаво ќе се разреди кога ќе има тие состајки. Еве ќе додадеме вегета. Ќе додадеме една лажица. Може и две е повкусно. 2 лажички вегета. И ќе додадеме, сега промешаме убаво, ќе додадеме сега бибер, мелен бибер. Се разбира, не зрно. Тавата е поплитка малку па мора полека да ќе истерам вака бибер. Ете. Може уште малку дека ми сакаат повише со бибер. Сега го пржиме убаво месово. Ете, драги мои, месото мелено е готово. И сега ќе го оставиме да се олади вака испржено добро. Па потоа ќе продолжиме со работа. Толку таа изгори. Значи, овдека имаме 4 главички средна големина, кромид, 750 грама месо, 350 говедско, 350 свинско. Додадов 2 лажички овие дрвени вегета, сол и малку бибер. Сол додадов малку во кромидот кај го стави за да се пржи. И тоа е тоа. Сега го оставаме
Мили мои, сега ќе продолжиме со постапката за изработка на питата, што ќе биде со месо мелено пита бурек. Овде кај имам околу 800 грама брашно, ставив една лажичка супена сол, овде кај имам 700 мл вода. Сега ќе замесимо едно убаво тесто. Само вода и сол, ништо друго не се потребно. Сега зависи, например, некој брашно, јас толку сум измерила, сум ви кажувала и претходно, све зависи до брашното. Како е брашното, така ќе впива вода. Ама вика тие брашна што впива повеќе вода, тие се поубави брашна. Затоа некој е повише, некој е помалку. Мислим да е доволно дека веќе остане од водата. Ама за сваки случај ја ставив повише. Малку да не доземам. Ќе замесим си едно убаво тесто. Малку скапа. Некој малку ми се. Сега се липи малку, сега малку ќе додам брашно. Така е секогаш, малку ќе земе, малку ќе додадем да се... Чекај да ја помериме подобро водата. Значи доволно ми е оваја. Ова сега ќе префрлам тестото на рамна површина за подобро да се измеси. Еве тестото сега ќе го префрлам овдека на рамнава површина за подобро да се измеси. Ете така. Ете вака. Пошто ќе ни треба да не знам, видимо и дали сте пробали ви од оваја пита, но пробајте, ќе се уверите и ќе видите. Подобре е него од бурек купечки, од бурек джилница. Ја ставив капче ради косата ми паѓа у очи, па некако подобро да заштитам да не падне некој влак. Секој тесто сака добра изработка. Било зашто да се изработува за пита, за колачи, за
разни видови. Ja mislim da ovome si još tuva i će go podelam na dva jednaki dijela. Samo što malko, podobno go. Ете така, сега ова тесто ќе поделимо на две топки. Значи едната ќе биде малку поголема, едната ќе биде помалечка и двете ќе ги оставиме да се одмора негде, вака ќе ги замесим малку и ќе ги оставам да се одмора негде по 10 минути, ништо повеќе, ето вака. Ќе ги оставам. Значи на две топки го делимо и ето, вака и ќе покрием, двете ќе седа вака. Ете, видимо ви, сега тестото одмори. Ќе ја земеме едната кора. Ќе ја земеме поголемата кора. Поголемата кора. Ќе набрашнеме површината и сега ќе исучимо една многу тенка кора. Колку што може потенка ќе исучимо. Двете треба, но тоа ќе гледам да ги сучимо колку што можемо потанки. Оке сега ќе почнеме да сучимо. Може и на масата, но овака е по-добро на чаршава. Пошто ќе правиме голема кората тинка. Мора да не ни седат, мора да е. Сега тука ќе почнемо. Тука брашенца. На крају ќе ја истресеме кај ќе имам едно поголемо сукалце, него ќе ја земем. Заборавив дека ова треба да биде поголема за секунда.
Вземем големото сукало. Имаме 3 врсти сукало. Имamo мало, помалечко и најголемо. Од помали до поголеми. Возрастла. Ох, дека е сега. Дебела. Правиме, значи, колку што можеме потанка, најтанка. Како листе да биде. Ова е, значи, поголемата кула. Има да ми е собедеме со ово. Морам вака да разликувам се. Уште малку, дека ќе засучим и тоа е тоа. Така е доволно. Нема. Сега ќе земемо, имаме растопено еден путер. Пошто посакувам да биде многу танка. Затоа, ето така. Ќе земаме сега еден путер. Имам разматено добро и ќе премачкаме целата кула. Ќе размачкаме целата кула. Ова се вика пита бурек. Значи бурек како пита е, ствари, а како бурек. Ќе видите, пробајте, ќе повторимо што остави све. И ќе видите, оставете ми комен. Дали сте задоволни од начинот на подготовката од каналот на бабата, Live with Granny. Некогаш си сакам да си попевнувам некогаш некои песни. Додека работам вака, баш посакувам песни да си спеам. Обожавам народна музика, секаква музика. Но народната ми е во... Ќе видите, имам во некои од видеата, увек сум со некој песниче на струфа од песната. Така да немој да ве зачуди и денес како ви запјам следна песната, колку сакате можам. И може ајде на песниче додека се ја премачкувам корава. Сега ќе ја така ја премачкуваме кората.
И истата постапка ќе повториме со втората кора. Значи ја сечеме колку што можеме да сучемо потанка. И ќе ја свиткаме сега, ќе видите како. Не е тешка постапката уопште. Драги мои, не е битно. Ја, например, сите ве прифаќам, кој мој е след ова субскрајбер, не се скрајбер, да сте живи и здрави сите, но доколку сакате, притисне го копчето на претплатите се, значи на вас не ме кошта ништо, само да притиснете, мили мои, друго ништо не е тешко. Притиснете и ете уште малку имаме сега уште ова делче и готови сме. Со тоа, ете вака, значи ја намачкавме кората со путер и сега кората ќе ја свиткам во како полужар. Ете вака, ќе почнеме од... Ете вака, го ставаме. И сега корава да виткаме како полужар. Притегнувате малку вака, може ли? А сега ќе земите, драги мои, ќе земите, чекай, дека малку забегав со виткањето. Ќе земете сега, кората ќе ја свиткате како полужар. Ете вака. Кората ќе ја свиткаме вака и ќе ја оставиме да одстои. Исто. Ете така. Сега повторувам истата постапка со другата кора. Еве, мили мои, и втората кора ја исучеме, ова е втората више. И сега и незе ќе премачкам со маргарин, со путер, уствари, јас викам маргарин. Ќе ја премачкаме со путер и исто ќе ја завиткаме како полужар. За да не ви одземам помногу време, само да ви повторим и втората кора и завршивме. Еве, драги мои, дојдовме до последната постапка. Сега ќе земеме брашното, ќе ја земеме првата кора што сум ја исучила. Сега ќе ја ставиме овдека. Ете вака. И ја сучиме вака како што е, вака целата. Ја сучиме во големина на тепсијата. Ништо, значи ја сучиме вака, ќе раз. Само да не се залепи од оздоба брашно вака. Ќе ја сучиме, значи, колку што е тепсијата голема, ништо повеќе. Затоа ќе одам вака, колку што е тепсијата. Не сакам да употребувам брашно, ова беше тоа претходно. Постапката е многу лесна. Ви кажам, ќе јадете предвкусен бурек. Значи не мора да одите во пекара. Еве, ја мислим дека ова ќе биде доволно за тепсијата. Сега, ете, ако ќе видим, ама не би требало, ја мислим дека е доволно. Ќе земем тепсијата, ќе ја испрскаме со зејти. И ќе ја, чекај да измеримо. Супер е. Сега ќе ја ставим на
Ќе ја ставиме внатре. Ете, гледате? Еве. Точно како што е тепсијата. Сега ќе мрсиме малку. Малку ќе ставиме зејтин. Јас некој ставам вака, зејтин може да ставиме. Ете, помалку ќе ставиме. Спрешиме со раката. И сега ќе земеме месото мелено. Месото кое го испржи претходно, месото свинско што беше и говецко. Мешавината на месо сега ќе ја ставим врз кората. Вака ја разведуваме целото месо, го разведуваме. Значи нека биде бурекот побогат, месо нека има повеќе. Пошто не е, знаете, бурекчилниците малку се шалим, има убави буреци се продават, само да се нашали малку. Драги мои, денеска немавме време за една песна, но наредни видеа следете ме, видете претплатници мои. Не мора, ви кажав, не значи тоа дека пишува претплатници па вие да плаќате нешто, не мора. Значи, притиснете го звончето за претплатници или следете ме и секој ново видео и притиснете едно лайк за бабата. Ето уште малку имало, тоа ќе ставиме, еве месо. Нека има. Сега, истата постапка е постапува, ја повторувам со истата, со втората кора. Истата сега ќе ја исучем и ќе видите, ќе ја ставим од озгора. Видимо, ја сучеме втората кора, што ќе биде капак. Значи се става од озгора на првата. Ви кажам, не сакам многу да расучувам, пошто не треба да преминам од тепсијата повише. Вака помалку ќе расучиме. Многу не изгледа и оваја. Ете сега ќе ја ставиме од озгора. Се ми се чини маличка, ама не има. Ставаме над месото. Имам уште малку месо, но ја мислим дека е доволно ова. Ете, супер. Точно ја направивме колку што беше тепсијата. Сега пак ја попрскуваме со малку зејтин. И ја носиме питата на печење, видимо рамната ќе ја загреете на 180 степени и ќе печете негде околу 45 минути, па кога ќе биде готова, ја ќе ја донесем да видимо. Сега ќе се носи на печење. Еве го пресикот како изгледа.
Ете питата, може да ја видите, пита бурек. Ајде се изволте на ручек. Чао! Еве, мили мои, скоро бурекот се изеде. Доколку ми се допаѓа оваа постапка на моја изработка на бурек, пита бурек, со месо мелено. Можете да додадете урда, можете сирење. Доколку ви се допаѓа оваа изработка на моја, слободно лајкајте, притиснете subscribe, споделете го видеото и уште многу видеа ќе следат во иднина. Вегушка ми бакнувам. Чао, чао!